Управата на Барселона го потврди трансферот на Тиаго Алкантара во редовите на Бајер од Мюнхен за сума од 25 милиони евра. Откако во текот на изминатата седмица Пеп Гвардиола јавно изјави дека негова единствена желба во летниот преоден рок е Тиаго Алкантара од Барселона, управата на Бајер од Мюнхен брзо реагираше и му ја исполни желбата на својот нов тренер. Со тоа баварците ја добија битката за подписот на Тиаго со Манчестер Юнајтед, кој се сметаше за фаворит за ангажирање на играчот на Барселона, а клаузулата за откуп на договорот ова лето падна од 90 на 18 милиони евра по неостварениот потребен број на настапи за првиот тим во сезоната 2012-13. Алкантара со баварците ќе потпише 4-годишен договор, а двете екипи како дел од договорот во следните 4 години ќе одигруваат пријателски надпревари. Напајачот на Наполи Едисон Кавани денеска се очекува да ги мине лекарските прегледи пред да го комплетира својот трансфер во редовите на шампионот на Франција. Пари Сен-Жермен има договор со Кавани и со Наполи за негов трансфер во француската престолнина. Доколку трансферот стане реалност, тогаш тој ќе биде најскапиот трансфер во историјата на Лига 1 и ќе го надмине по сума преминувањето на Радамел Фалкао од Атлетико Мадрид во Монако за 60 милиони евра. Се претпоставува дека доаѓањето на Кавани ќе биде проследено со продажба на Златан Ибрахимовиќ, кој не сака да биде втора виолина во нападот на парижаните. Пари Сен-Жермен на клубот од Неапол се очекува да му плати 63 милиони евра за нивниот најдобар играч и со тоа да ја добие битката за подпис со екипите на Манчестер Сити, Реал Мадрид и Челси. Британецот Крис Фром, кој е и носител на жолтата мајичка и лидер во генералниот пласмар на Летур, победи на 15-та етапа на Тур де Франс, што се воеше од Живор до Мон Венту во должина од 242 километри. Ова беше воедно и најдолгата етапа на 100-тото издание на Летур. Крис Фром од тимот на Sky патеката ја мина за 5 часа 48 минути 45 секунди и ова за него беше втора етапна победа. Тој со оваа победа само ја зголеми предност на генералниот пласман и сега има 4 минути 14 секунди предност во однос на Молема и 4 минути 25 секунди предност во однос на Алберто Контадор. Второпласиран беше Наиро Куитана, а трет целта ја мина Микел Ниеве. За денеска е предвиден вториот ден за одмор на велосипедистите, а утре ќе се вози 16-та етапа на Тур де Франс од Вейзон-ле-Ромен до Гап, чија должина изнесува 168 километри. Најдобриот американски спринтер Тајсон Геј падна на допинг тестот и се соочува со неколку годишна суспензија. На која точно забраната супстанца бил позитивен допинг тестот на најдобриот американец во моментов не е познато, но познато е дека тестирањето од страна на антидопинг агенцијата на САД се случило во мај оваа година и тоа дека Тајсон Геј поради ова нема да биде дел од светското првенство во атлетика наредниот месец во Москва. Геј изјави дека не верува дека станува збор за саботажа, како и дека наскоро ќе побари втор допинг тест. Ова вест секако е голем удар за 30 годишниот спринтер кој конечно по проблемите кои ги имаше со повредите успе да се врати во форма. Минатиот месец тој победи на државното првенство на САД на трките на 100 и на 200 метри и беше нината најголема надеж во овие дисциплини на светското првенство во Москва. Во историјата Сафа Пауел се соочува со позитивен допинг тест за забранетата супстанца оксилофрин, нешто што е случај и со Симпсон, чиј позитивен примерок бил земен минатиот месец. Ваквите вести, особено тие за допингот на Пауел и Геј, речиси сигурно ќе зададат голем удар на светот на спринтот, кој и онака помногу време се намета на разни шпекулации кои сугерираат користење на недозволени средства.